Денес во Република Македонија сите граѓани можат слободно да се изразат, да ги изразат своите ставови, гледишта и мислења по однос на одредени работи и општествени процеси. Со тоа што по изразувањето веројатно се гледа вистинската слобода, односно неслобода, дали и како во Република Македонија ние ја восприемаме таа слобода на изразување. Значи, ако после она што го кажете сте погодиле некоја слаба точка на некому, во тој случај ќе имате консеквенции. Значи, консеквенциите се оние кои што всушност определуваат дали има слобода на говор или не. Тоа е втората фаза, не прва фаза. Така што мојата оценка е дека, и особено после она што можевме да го видиме во целиот изминат период, дека ние имаме сериозен проблем со вистинската слобода на изразување и сериозен проблем со стравот на граѓаните кои што би сакале, ама многу добро знаат и научиле дека не треба многу да се излетуваат.